Борбата, браќа и сестри, на христијанинот е со поднебесните духови на злобата, не со телото и крвта, како што ни кажува апостолот. Не се бориме едни против други, туку со поднебесните духови на злобата, која е потешка војна, во секој случај. Затоа ниеден вид на војна не е оправдана, освен војната за ближниот свој ако е нападнат и телесно. Тоа значи дека ние немаме простор за војување телесно, затоа што така ни кажа нашиот Господ, а со поднебесните духови на злобата војуваме катадневно. Ето ни окажува денешниот апостол кој вели: па така, браќа, заекнувајте се во Господа и во моќта на неговата сила. Неговата сила е очевидна. Пресилен е нашиот Господ, меѓутоа ние треба да ја стекнуваме неговата сила, односно да ја стекнуваме неговата доверба за тој да ни ја подари силата. Зашто ако сме неодговорни, не може Господ да ни ја подари неговата сила и ние да го разрушиме овај свет. Не, туку Господ ни ја подарува неговата сила, ама кој ќе види нашата одговорност. Затоа прво треба да се покажеме одговорни, па Господ да ни ја подаде сета негова сила, која ние можеме да ја имаме. Не сета во смисла која тој ја има. Тој има многу повеќе сила отколку што ние можеме да издржиме да имаме. Облечете се целосно со оружјето и оклопот Божи, за да можете да им одолеете на ѓавелските и троштини. Облечете се, вели, целосно со оружјето, значи војната наша не е со едни помеѓу другите, туку со поднебесните духови на злобата. Некои сакат помеѓу да направат војна. Вие гледате особено после некои мои изјави кои имаше по однос на единството на црквата, што и не се напишуваат на овие социјални мрежи. Меѓутоа, тој вид на војна, гледате, е осуден од Господа. Која смисла има христијаните меѓу себе да војуваат? Така ни вели Господ, така ни вели апостолот. Не да војуваат само со пушка или со тенкови, да војуваат воопшто со мислите еден против друг. Оти тоа е војна, од тука почнува војната, од мислата. Значи, тоа не ни е дозволено. Како да војуваме со браќата наши? Седно да ќе ги наречеме браќа, сестри или било што, тие се оние со кои ние треба да бидеме во единство. Еве ни го кажува апостолот Павле, не војуваме со нив. Често пати можеме да имаме и различни мислења, и треба да имаме различни мислења. И што значи тоа дека само нашето мислење треба да го наметнеме на сите? И ако случајно не успееме по мирен пат да го наметнеме, војна да отвориме. И гледате, апостолот Павле во секој случај ја исклучува таа војна. Значи, невозможно е, нелогично е, безсмислено би било ние кои треба да сме во единство и во едно тело Христово да војуваме меѓу себе. Нашата војна, односно областа на нашата војна, се поднебесните духови на злобата, кои сакат да не оддалечат и од Бога и едни од другите. Зашто, видите, нашата борба
не е против крв и месо, значи не е против нашите браќа што се од крв и месо, туку против началствата, против властите, против световните управители на злобата. Затоа земете го оружјето и оклопот Божји. Та откако ќе завршите се, да обстоите. И така, стоите цврсто. Значи, да бидеме цврсти во верата, а тоа значи во ова што ни го испраќа апостол Павле. Да бидеме цврсти, а не да подклекнуваме. За да можете да се спротиставите во денот на злото. Значи, ние, како и војската, како и полицијата, како и некои други кои вежбаат кога нема војна, за деновите кога ќе има војна. Така и ние христијаните се подготвува. Зошто постиме сега? За некогаш кој ќе има војна. Ама ние за да не избави од војната, туку да бидеме спремни. Затоа сите подвизи ги правиме како што вежба, значи добриот војник, во мирни услови за денови која ќе биде војна, така и ние вежбаме за денови која ќе биде војна. Затоа потреба, зашто нити на Бога им е потребно, му е потребно да постиме, нити нас пак многу угодно ни е кога постиме. Ама тоа е вежбата за полоши времиња. Затоа тој штит да го земиме на верата. Затоа вели апостол Павле, земете го оружјето и оклопот Божи. Ама како ќе го земиме? Ако се привикнуваме да го користиме тоа во мирнодопски услови. Ако се научиме како се користи тој вид на духовно оружје. Сега, кога немаме војна, јако и сега имаме некако вид на војна, меѓутоа за вежба ни се дава. Во вежба, како што војската вели, еве сега не напаѓа тој и тој и ние имаме одбрамбена вежба. Така и ние се вежбаме, ама на духовен начин, со духовни средства, за духовна војна. Не се вежбаме за телесна, не ги вежбаме, не одиме со нашите бродови или, не знам, со нашето тешко наоружание да одиме, да правиме вежби. За да можете, вели, да се спротиставите во денот на злото. Значи, вежбајте за да се спротиставите во денот на злото. Не знаеме кој ќе дојде тој. Тој може и утре, може и задутре, може и по една година, ама ќе дојде денот на злото, во кој секој од нас, за нас е различен денот на злото, не е за сите ист. Ќе се објави војна за сите нас, не. За едниот се објавува денеска, за другиот утре, за третиот задутре, што значи не е ист денот кога ѓаволот ќе или нечестивиот ќе дејствува меѓу нас и ќе ни прави замки. И така стоите цврсто, препашани со вистината. Само да и облечени во оклопот на праведноста. Значи, тие работи, ако ги вежбаме во текот на мирнодопски услови, кога, еве, нечестивиот нема време да се занимава со нас, ама ние се подготвуваме за денот кој ќе се занимава. Зошто нема да не остави, никого не оставил нечестивиот. Особено кој повеќе напредува во духовниот живот, поцврста мета е за нечестивиот да го нападне.
И така стоите цврсто препашани во вистината и облечени во оклопот на правдата. И нозете да ви бидат обуени во подготвеност за благовештението на мирот. Значи, ние се подготвуваме за мир, ама да го одбраниме мирот. Да бидеме во ситуација да го браниме мирот, на ние смисла војната, ајде само ќе војуваме или ние не водиме ограбителна војна, да грабниме од некого за полесно да живееме. Не, нашата војна е одбрамбена војна. Ние се браниме. И тоа, кога ќе дојде периодот за тоа, за се браниме. И носете да ви бидат обуени во подготвеност за благовестието на мирот. Значи, од нас се очекува да го благовестиме мирот, а не војната. Затоа кога слушате за војни, освен ако се тие за одбрана на ближниот свој, тие не се од Бога. Да знаете, за секој вид на војна кој е од грамзивост на луѓето, сакат да придобијат нешто што го немаат во моментот. И затоа водат војна. А над се земете го штитот на верата со кој можете да ги изгасите сите жештени стрели на лукавиот. Тоа е во суштина што ни го вели апостол Павле, ама е толку практично. Возвишено е кажано, со возвишени зборови, а толку практично во смисла. Сега повторно ќе се навратам на ова што се пишува во социјалните мрежи, кои сакат да предизвикуваат војна во суштина. Војна меѓу луѓето кои се во црквата. Еден да му врати на другиот, другиот да му врати на другиот, што војната не е само со оружје. Таа е како што и приметивте од четивото на апостол кој ден го чуе, таа е духовна работа. Прво е духовна, после може да биде и телесна. И тие луѓе не престанаа сиве овие, откако ја кажа последната проповед за единството, колку е значено, а на тоа единство не повикува самиот Господ во послед, која се вика првосвештеничка молитва, не повикува и ние да бидеме едно, како што е Синот и Отецот едно, или тој вели како што сме ние едно. Така кој вели. За издвоените само, за православните само. Не за целиот свет. Нашиот Бог Отец е на целиот свет. Тој не е Бог само на православните или на некој вид религија. Тој е на сите Бог. Дали детето во одредена возраст е немирно и непослушно, тоа не го прави родител да не го сака тоа дете. Тој што има деца, родител, тоа го знае многу повеќе колку што јас можам сега да го изразам. Така е исто и со ова. Единството на Бога му е најважното и секогаш да имаме предвид. Господ се жртвува само заради единството. Не се жртвува за ние побогато да живееме. И вака и така ќе научиме или ќе крадиме или нешто ќе правиме и богато ќе живееме. Ама тоа што некако е несвојствено да се бориме идеолошки, ај така да кажем, тоа е единството. За тоа дојде нашиот Господ. И не само што дојде, туку се распна, доживеа, значи, смрт од нас, кои не знаевме да го цениме, тоа што ни го кажуваше. Сега знаеме да го цениме, сега знаеме да го признаеме дека тој е нашиот Бог.
барем правилно да биде тоа. Минатиот пат кога говори за единството, направив еден превид терминолошки. Меѓутоа, тоа не е недозволено во проповедта. Свети Васили Велики го кажува тоа, друго е, вели, кога се проповеда, значи многу поапроксимативно ги земаме термините, а друго е сосема кога се пишува против некого или против нечие погрешно учење. Јас во проповедта на воведение на Пресвета Богородица отпосле си го приметив дека иако добро го објаснив, не е то дека не го објаснив, меѓутоа во термините погрешив дека и во икономијата и во теологијата Духот Свети исходи од Оца, а во икономијата и од Сина. Тоа се два термини во грчкиот јазик. Првиот е екпоревете и се преведува како исходи, а вториот е екпембете или се испраќа. И некој ми поставува прашање таму посредно, кај тоа го пишува во Новиот Завет. И затоа го зедов да ви отворам во Евангелието по Јован, во 15 глава 25 стих, вели вака: но нека се исполни словото напишано во нивниот закон, бидека ме замразија без причина. А кога ќе дојде утешителот, и сега пазите, кога јас ќе ви го испратам, ова е екпембете од грчки. Кога јас ќе ви го испратам, значи Христос ќе ни го испрати во овој свет Духот Свети или Утешител. Од Отецот, Духот на вистината, кој излегува, ова е екпоревете, исходи или излегува. Од Отецот, тој ќе сведочи за мене. Значи, едно што критичарите кои ги има денес на мрежата, на социјалните мрежи многу, не го познаваат ова, дека во православната црква има еден период кој се вика теологија и втори период кој се вика икономија. Првиот период, теологија, се однесува на животот на Бога пред да го створи овај свет. Значи пред нека биде, тогаш Духот Свети излегува само од Оца, затоа што не може да има и не сме да има два принципи на постоење. Само еден е принципот на постоење, тоа е Бог и Отец. Меѓутоа, од кога бива тоа нека биде, створен е светот, тогаш почнува икономијата на светот, значи да се спаси, да се одржи овај свет, да се одржи Божјата творба, и тоа го викаме домостро или од грчки икономија. Тоа што го позападњачено го вика денеска екуменизам, не е збор православен, да знаете, затоа што особено ние кои сме толку близу до Грција, кои сме толку близу до грчкиот јазик, каде е настанот од икономија, од зборот икос, што значи дом, не велиме економија или екосистем. Тоа го вели западните теолози, затоа што ја имат прифаќено читањето на грчкиот јазик
по Еразмо Ротердамски, кој од Холандија. И сега ние одиме преку Холандија да прифатиме некој термин кој е одомаќен со векови кај нас. Кај нас се вика икономија. Денес проверете и во Бугарската црква што излегуваат теолози велат икономија, екологија, икуменизам, не велат еко. Потоа ќе видите дека луѓето неграмотно, тоа значи дека неосновано, не истражиле за работите. Кога прво погрешно ги нарекуваат. Сега, во таја икономија, Духот Свети, како што прочитавме, се испраќа и од Синот. Тоа повеќе го нагласува западната црква. И затоа е додатено на филиокве, и од Синот, значи и од Синот Духот Свети. Само што е погрешно, како што и јас погрешив, не исходи Духот Свети од Сина, туку се праќа во овој свет и од Синот. Ето е голема разлика. И кој може после тоа, после вакви теолошки предиспозиции кои ги има во црквата, да прифати нешто друго? Тоа е само желба злобна за оние кои сакаат да војуваат со тело и крв. А на тоа не повикува апостол Павле, слушавте денес. Ние војуваме со поднебесните духови на злобата. Тие можеби можат да не испровоцираат да ги сваќаме погрешно работите. И тоа го прават. Изгледа и многу успешно, кога успеваат да не доведат сите до ситуација дека епископот бил еретик. Погледнете на мрежите, што не пишува за мене еретик. Па да кажеш некој дека е еретик, значи неќам со тебе да имам заедница ни сега, ни во иднина, ни во Царството Божие. А тоа е христијански, велите? Тоа е христијански да не сакаме со некого да имаме единство. Затоа дојде нашиот Христос, тоа да ни го каже. Браќи и сестри, секој од нас има можност да расудува, особено кога ги знае предиспозициите кои ни ги кажува Новиот Завет. И секој е повика на тоа. Ние од ова место никого нема да осудиме. И вака нека толкова, и онака нека толкова. Само должни сме да разјасниме дека Господ наш заради единството дојде. Не дојде заради нешто што нам некој вишок да ни даде. Туку дојде основното, тоа што е поважно и од лебот. А тоа е да бидеме во единство. Сега, не само во единство во фамилијата, не само во единство со комшиите, не само во единство во државата, туку во единство со целиот свет. Малку е да речем со целата земјина топка, туку со целата вселена, со тоа да бидеме во единство. Тоа нашиот Господ може да ни го даде. И прво да го доживееме, да го сватиме дека тоа е нешто што е многу важно, а второ да бидеме упорни да издржиме во единството, затоа што тоа е нашата најважна придобивка од доаѓањето на Христос во овој свет. Милоста Божја да биде на вас, нека ве чува, нека ве пази по сите дни на вашиот живот.